Патов води кон Зразе. Се стасува со возило или од Прилеп или од Македонски брод, па преку Ропотово, лево до подножјето на планинскиот масив, што селото го одвојува од Крапскиот атар. Село, како и многу други наши, со по некој старец или старица и толку. Село нам испречено на патот, зашто сме намерници да го видиме манастирот Свето Преображение, токму над Зразе. Историјата му е запишана на многу места, но зошто да не ја слушнеме изворно од еден негов жител, чии поколенија слегле од планината и го населиле местото многу одамна, од Чичко Илија. Ако сакаме да кажеме синорите да го одредиме на нашето село, можеме да го одредиме. Кога гледаме гледано во селото нагоре, на јужна страна ние граничиме со селото Сливја и селото Рилево и селото Дебреште. Од западна страна граничиме со селото Крапа. Сега северна страна граничиме ние со селото Црнилишта со полето, Долгавец, Маргај. Тоа е синор наш, тоа е сето. Сега тука, ја уколку што знам, дедо ми како што ми пренесол мене некогаш, нашето село доселувано е куќа по куќа, тие се овие сточари кои биле, се доселувале од планините, од дав до данде. Прво се доселија 7 куќи. 7 куќи. Тие куќи, сите куќи има своја слава. Своја слава има. Имат 3 куќи митровденци. Тоа се прва куќа наша Брајановска која е доселена. Ние сме Брајановци сточари, со црни овци каракачани. Не живееле во планината горе, од тука сме се спуштиле. Еве зашто сме спуштиле. Се спуштиле ние во полето тука, дедо ми Брајан имал многу пари и му рекле, ако Брајане не ги употребиш парите, турците ќе ти ги зема парите, ќе тутепа. И дедо ми го купил тоа место баш кај реките. Ние се наоѓаме баш кај реките, тоа биле тие води доста тука биле, некогаш беа доста води, сега се помали. И дедо ми прв се насели во тоа село, се спушти од планина. И ние, ја уште думам, трља имавне горе, сточари бевне, јас кога знам 400 лај овци имавне ние, и кози. Стока и мојата фамилија, значи Брајановци ние, 2 куќи само бевне. И тогаш живеевне ние во многу луѓе, по 20 луѓе, по 30 живеевне. 740 членови тоа село броеше. 104 куќи беа. Тоа време. Тука некаде 104-105 куќи. Постари. Значи, затоа беше толку луѓе, зашто живеја племина. Многу заедница живеја. По 10, 12, по 15 луѓе заедно живеја. Фамилија не се делеа. Селска слава беше Свети Петар, Свети Павле. Селската слава беше. И тогаш таја слава се правеше 2-3 дена. Идаа луѓето на Петровден, од сите села цело поле. Друго село нема Свети Петар и Свети Павле, нашето село само во Пелагонија. Идаа луѓето тука од, значи, на Петровден на славата на ручек. На ручек. На вечера, на Павловден на поручек, на ручек. 2-3 дена слава се правеше. Тоа е славата. Исто и на манастирот горе се одеше и таму, луѓето излегуваа, таму се држеше литургија. На Павловден и на Петровден. Имаше манастиро луѓе, свештеници имаше. Полно беше, тоа беше богато со луѓе.
Značajno slikarsko i arhitektonsко spomenično nasljedstvo во Прилепскиот крај се зачувало во овој манастир. Правобитниот архитектонски комплекс на ова место најверојатно представувал феудален дворец со придворна црква. Треба посебно да се истакне неговата улога како аскетски центар. Во вертикалниот длабок засек на источната страна на бегорливото плато со црква се наоѓаат многобројни вклепани ќелии и заедничка аскетска капела. Како што пишува на еден надпис од околу 1400 година над влезот на јужната фасада од централната црква, манастирот го подигнал монахот Герман. По претходното уривање на западниот зид, на правобитната црква од западната страна и се дозидува продолжение со правоаголна основа. Внатрешните површини на овој дозидан дел добиваат интересна фреско декорација. Од фреско надписот на западниот влез од внатрешната страна дознаваме дека ктитори на овој дел од црквата се синовите на Хајко, Прибил и Приезда и нивната мајка. Во имињата на Прибил и Приезда најверојатно се надзираат световните имиња на познатите сликари од последната четвртина на 14 век, митрополитот Јован и неговиот брат Макарije, кој ја продолжил работата и во првите децении на 15 век. Во првите децении на турското владење, регистрираните уметнички дела во Прилепскиот крај се врзани за творештвото на нашите земјаци, митрополитот Јован и брат му Макарije, јеромонах и зограф, внук на монахот Герман, основач на овој манастир, како и за нивните соработници и ученици. Од создадените сликарски дела во тоа време, треба да ја истакнеме престолната икона на Богородица Пелаготиница од иконостасот на црквата Свето Преображение, дело на Макарije, и сликаниот чин од истиот иконостас на анонимниот мајстор, за кого доктор Коста Балабанов смета дека би можел да биде зографот Григорije, соработник на митрополитот Јован во украсувањето на зидовите од црквата на манастирот Свети Андреја во 1389 година во Матка, Скопско. На истиот круг сликари им се приклучува и фреско-сликарството од втората деценија на истиот век во манастирот Света Богородица Пречиста во селото Варош. Грижата за овој манастир, по неговата градба, по смртта на монахот Герман, ја презеле неговите внуци Јован и Макарije. По доаѓањето на турците во овој крај, тие им го отстапиле имотот и манастирот на управување на својот кмет Константин и на неговите синови Јакоп,
Kalojan i Dimitar. Za vremena sultan Bajazid I manastirot zapustel, a potom go obnovuva Konstantin. Po smrta na Konstantinovite sinovi, manastirot povtorno opustuva i vo početokot na 16. vek pretrpuva seriozni oštetuvanja. Desetina godini po obnovovanjeto, vo 1545. godina, nego go nastanile šestmina sveštenici: Pop Jakov, Malesija, Filip, Gerasim i Pop Josif. Vo 1625. godina crkvata bila dodzidana i bil izgraden trem. Vo toa vreme vo manastirot bil jeromonahot Damaskin, a potoa igumanot jeromonah Petronij, so monasite Kiril, Simeon i Gerasim. Во 17. век манастирот бил проширен на северната страна со доградбата на црквата Свети Петар и Павле, подоцна позната како Чобанска црква. Некаде во 18. век османлискиот одметник, арнаутскиот војвода Илија Мат го претворил манастирот во свое скривалиште. Во средината на тој век истиот бива ограбен. Во околината на селото Зразе има многу стари цркви, најверојатно скитови на главниот манастир. Според едно предание, во него биле венчани и Волкашин и син му крале Марко. Почеток на јуни. Пролетта врнежлива, но дождовите се уште не стигнуваат. Сакавме, што се вели, прекутру па да стасаме од онаа страна на Ридот до пештерата Змијовица. Надојдоа силни облаци, наеднаш почна да се стемнува. Се поклопија небото и земјата и на силните патешественици толку им требаше. Го сменија планот и решија да го продолжат патот кон целта од другата, полесната страна, што се однесува до пристапот до пештерата со толку убава приказна. Кус одмор кај Пешна, па право кон Крапа. Во меѓувреме да се дзирне малку во пештерата, да се наполни вода и да се сврти нешто жешко на камена плоча. Зашто до Крапа ке стасаме со возило, а потоа не чекаат неколку добри часа до Змејовица. Во селото не чекаше стариот познаник, мештанинот Томе, кој во една друга пригода ни беше водич кон длабоката пропаст во овој атар. И како нарачано, си купил тој деновиве убаво младо конјче, кому првиот подолг пат ке му биде со нас. Не водеше низ рамното родно поле, сега повеќе претворено во ливади.
zašto vo krapa žitelite se brojat na prsti, a poleto saka rabot. Pravec otkon vrvote jugoistok, ali vadite se rasposlale samo vo podnožjetu. Ugore kamenite ploči se poveke i poveke gosvojuvat prostorot. Sa srekja i se poveke siten i krupen dobito krašetuva vo ponovo vreme. Inaku, ridištava za drugo i negi biduva. Strmninata si bara odmor. Nema ovoj predel ni potoče, ni izvorče. Patem, tome ni raskažuvaše deka porano vo seloto živela nekoja žena, što znajela 300 raboti da pravi so žarčinja, da zabajuva. Nemo jednaš mu rekla, dojdi Tomče da ti zabajam, da ne se uplašiš kojake sretneš golema zmija. A Tomče ja zamolil, mori babo, ako možeš da mi zabajiš, da ne sretnam zmija, da ako ja sretnam, što ke se namokram, ke se namokram. Velat, predelo timal zmiji kako na golemono ostrovo na Prespanskono jezero. Na visočina sme nekade na 1300 metri. Na jedan vidikovec, otkade što pogledite stasuva do Dautica na sever, do Šara na severozapad, do Bistra na zapad, do Kruševo na jugozapad i do Pelister na jug. Polovina Makedonija na Dlanka. Ova se veke poslednite čekori do otvorotna Zmejovica. Rekop mi ima interesna, no i tažna prikazna. Eve kako bilo. Bile собрани на Срецело, Змеот дошол, je избрал најубавата девојка во село Крапа и je дигнал во воздух, je дошол тука. Je сместил тука, ама за време на година не знаеле каде девојка однесена. Наминале овде сточарите со гојда и ја виделе. Седела таа долу овде и ја кажале на мајка, ево ти девојката е на филан место, седи таму. И таа е дошла по некој ден, дошла мајка да ја прашат како дошла, што дошла. Таа рекла е овде, живеам, детенце имала машко и си седела овде. Прашувала како живееш, што јадиш, што пиеш. Све рекла, мене ми е готово. Кој ќе дојде Змеот, најдена сум, напијат. И кажи му, прашај го до што му е смртта, да го поништи цакала, мајка е. Ама таа не знаела, не сакала да го дај. Па го препрашала, рекла, што е нужда да знаеш ти до што ми е смртта мене. И таа како жена го преварила. Не ја кажала, рекла, една ваганка сол да ми турат во кобливе, и ако ќе дојам да се напијам, готово ќе се отрувам. Кога дошла повторно мајка е од Крапа и влегла внатре. Дошла сол е туриле. Тој кога дошол одма налетал, ама рекол, има човек дојден овде. Мирис има. Не, нема. И тој као гладен за вода се напил и паднал. Паднал е проколнал неја. Како јас што се смраморив, и ти да се смрамориш.
Не прв пат сме во Змејовица. Разочарувањето е големо. Речи си сиот нејзин украс е искашен. Што од празноверие, што од немање, ама баш никаков однос кон природните богатства и реткости. Замислете, кога доаѓавме вамо, преку Кичево, на пазарот, еден човек на тезга продаваше купишта сталактити, сталагмити и камења во 300 бои. На прашањето од каде му се насмеа и рече од мајката природа. И уште се пофали дека порано бил рударски техничар. Алал да му е. Ако го сретнете некогаш и вие поздравете го како што и ние го поздравивме. И тоа со истите зборови. Знаете кои се. А тоа што од Змејовица остана само приказната, никому ништо. Нека му мислат скаменетиот змеи и кутрата невеста. Ете, наместо крајот, делото го краси, излезе крајот, делото го гнаси.